Приказни од тајната градина. Приказни од тајната градина. Хајди. Во еден воз, во еден од вагоните се воза една жена и едно девојче покрај неа. Беа облечени во фустани со широки здолништа и носеа шешири на главите. Тоа беа маличката Хајди и незината тетка Дета. Кога се симнаа од возот, тие се упатија кон блиското село. Жената одеше забрзано по ридот, додека маличкото девојче Хајди забрзано се трудеше да ја следи во чекор. Одејќи така тие стигнаа до едно село. И само што влегоа во селото, пред нив се појави една пријателка на Дета и тие веднаш се поздравија и почнаа да разговараат. Здраво, Дета, како си? Добро, Барба, ти како си? И возврати Дета. А потоа се сврти на кај Хајди, па и рече: Ти, Хајди, продолжи да одиш, јас ќе те стигнам. Како ти помина престојот во Франкфурт, Дета? Го продолжи разговорот Барба. О, супер! Добив многу добра работа во едно семејство во Франкфурт. Ќе работам во нивната куќа. Тоа е супер и тоа се прекрасни вести, но што ќе правиш со Хајди? Па ја носам кај дедој. Ќе живее со него на планина. Зарем кај дедој? Но, Дета, и самата знаеш каков чудак е тој. Никогаш со никого не зборува. Децата се плашат од него. Чудак или не, тој и е дедо. Јас се грижам за Хајди откако мојата сестра и зет ми умреа. Сега на него е ред да си ги врши своите должности. И така, додека двете пријателки разговараа, Хајди трчаше по патеката што водеше на кај планината. Кога се искачи по патеката, пред нас се појави една прекрасна падина полна со планински цвеќиња и гледка што многу и се допадна. И одеднаш пред нас се појави едно момче по име Петар, кој што ги тераше козите на пасење. Хајди го примети и со трчање го стигна па го праша: Може ли да дојдам јас со вас? Ама Петар брзаше, па Хајди не можеше да го следи, па си помисли: Оф, не можам да трчам со оваа облека. Затоа почна да се сооблекува. Прво го извадише ширчето, а веднаш потоа го соблече фустанот со широкото здолниште и остана по еднолетно фустанче. На крајот ги соблечи кондурчињата и кога се ослободи од целата облека која што и тежеше, почна да трча брзо со цел да го стигне Петре. По меѓувреме, тетка и Дета заврши со разговорот со другарка и Барба, па отиде по планинската патека зборувајќи: Каде е тоа девојче? Кога ја виде така соблечена и викна: Хајди, што ти паднало на памет? Само си играв. А каде ти облеката? Ја остави на карпата? О, Хајди! И веднаш викна по Петре: Петре, Петре, оди по облеката на Хајди. Не можам, морам да ги носам козите на пасење, одговори Петре. Ќе ти дадам паричка, му рече Дета. Кога слушна Петре за парите, со трчање отиде да ја земе облеката. А Хајди кога виде како трча Петре, сладко се насмеа. Кога стигна со облеката на Хајди, пред двете, тој ја пружи раката очекувајќи паричка во раката. На тоа тетка Дета му рече: Знаеш ти да бидеш многу брз кога сакаш. А сега, одиме до дедовата куќа. Ќе дојдеш ли со нас, Петре? Праша тетка Дета. Не, јас морам горе со козите, рече Петре и продолжи низ планината следејќи ги козите. Хајди многу сакаше да продолжи со Петре, а праша: Може ли јас да одам со него? Прво облечи се. Немам намера да ти ја носам облеката. Но наместо со Петре, Хајди тргна со тетка и
и стигнаа до една планинска куќичка. Пред куќата седеше дедо и на Хајди. Кога стигнаа пред куќата, тетка и шепна на увото: "Сетите што ти реков за дедо ти?" Хајди кимна со главата во знак на разбирање и се стрча до дедо и па му рече: "Здраво, дедо, јас сум Хајди и дојдов да останам со тебе." За тоа ќе видиме," рече дедо и па се обрати на дета. "Што значи ова?" праша дедото. Па добро ви утро," рече дета. "Ја донесов Хајди да остане со вас. Кај мене беше 5 години. Сега е вашиот ред да се грижите за ова дете." Во тој момент дедото го примети Петре како се прикрадува па му рече: "Петре, земи ги моите кози со тебе да пасат." Па повторно и се обрати на дета и рече: "Ама јас не знам ништо за деца." Но дета беше одлучна па му одговори: "Сеедно, таа останува тука со вас. Ако не ја сакате, смислете што ќе правите со неа." "Немој да ми наредуваш, девојко," рече налутено дедото, "и оди си веднаш од тука." Па тогаш збогум," рече дета, се сврти и си замина. Се симнаа по дрвените скали и дедо и веднаш зеде и испече од козјото сирење што самиот го правеше. Стави козјо млеко во дрвените чаши и комат печен леп кој што самиот го печеше истото утро пред да се појави Хајди. Девојчето возбудено се заврти околу себе и виде една голема дрвена столица и едно мало дрвено столче. Го зеде малото столче, па на брзина го доближи до масата и седна. Но тогаш свати дека столчето е премногу ниско за таа да ја стигне масата за да јаде. Кога го виде тоа дедо и се насмеа, па ја зеде неговата столица. Ја постави како масичка и на неа ги стави топлото млеко, сирењето и свежиот леп. Кога го виде тоа Хајди и рече: "Фала ти, дедо, ама и тебе ќе ти треба столица. Ти каде ќе седиш?" "Ќе се снајдам јас. Ти само јади." Па потседна на креветот и почна да јаде. Хајди ја подигна чашата со млеко и на брзина го испи. Тогаш усети дека е многу гладна, па на брзина изеде и се друго што й беше поставено. Ова е најубавото млеко што некогаш сум го испила." "Еве ти уште," и рече дедо и па и тури во чашата уште млеко. "Само ти јади добро, а после до ручекот јас ќе ти направам поголема столица за седење." И така маличката Хајди остана да живее со незиниот дедо во една планинска куќичка. Куќичката беше мала, дрвена, а околу незе се прострираше планината која што изобилуваше со падини, дрва, извори и безброј други природни убавини. Хајди ја примети убавината на планината, па милозливо праша: "Дедо, може ли малку да прошетам?" "Може," одговори дедо и. "Супер!" извика Хајди и потрча среќно. "Леле, овде дрвата како да ми пеат," извика таа гледајќи како дрвата се нишаат лево, десно од пријатниот пролетен ветер. "Се прашувам, знаат ли да зборуваат?" Веднаш потоа со трчање се врати кај дедо и го праша: "Може ли да погледнам како е во куќата?" Дедо ја пати за рачето и ја внесе внатре во куќата. Внатре во куќичката се беше од дрво и за детските очи на Хајди беше многу интересно. Хајди внимателно ја разгледа куќата па го праша дедо и: "Дедо, куќата има само еден кревет, ти каде ќе спиеш?" "Ама тоа е мој кревет," одговори дедо и. "А јас каде да спијам?" возбудено праша Хајди. "Каде ти се допаѓа најмногу?" одговори дедо и. Хајди ги примети дрвените скали што водеа до таванот на дрвената куќичка, се качи брзо по нив и виде нешто што многу и се допадна. Таванот на куќичката беше дрвен, висок, токму колку за незе,
А од едната страна имаше округлес прозор од кој што се гледаа убавите падини, зелените дрва и сите убавини од планината. А таа возбудено рече: Дедо, јас ќе спијам тука. И таа веднаш почна да го мести сеното што беше оставено на таванот, за да го направи кревет. Дедо и помогна да го формираат сеното како кревет и стави на крајот еден чаршав. Го распослаа заедно и дедо и рече: Ете така, сега твојот кревет е спремен, а сега може да одиме да јадеме. И така првиот ден на Хајди помина среќно со дедо и на планината. Таа после доручекот излезе надвор, беше среќна, исполнета додека ги гледаше дрвата во блиската околина, како и ливадата што беше пред куќичката. При вечерината, дедо и ја викна Хајди да ги пречекаат козите. Додека чекаа, се појави Петре со козите во далечината и таа го праша дедо А како знаеш кога ќе се вратат? Затоа што тие секогаш се враќаат во ова време, одговори дедо Кога Петре ги врати козите, Хајди возбудено викна по Петре. Петре, ајде, дојди да си играме. Но тој е премногу запатен за да си игра, и рече дедо А Хајди ја наведна тажно главата. Знам дека ти е тешко тоа да го разбереш, но Петре мора да ги врати сите кози во шталите. Но до Хајди застана една од нивните кози, па и го одвлече вниманието. Таа без страф ја покали, па го праша дедо Ова се наши кози, дедо? Да, оваа кафената се вика Медена, а оваа другата Лебедко. Може ли јас да си играм со нив? Касно е. Утре ќе имаш многу време да си играш со нив. Ајде сега вие кози одете во шталата. А што се однесува до тебе, хајди на спиење, подвикна дедото. Добра ноќ, Меденка. Добра ноќ, Лебедко, задоволно викаше Хајди по козите. Добра ноќ, дедо. Добра ноќ, Хајди, рече дедо и тргна да спие. Но одеднаш малото девојче се сврти, се затрча и силно го гушна дедото. Убави соништа, дедо, му шепотеше на увото. Дедото ја гушна Хајди и една убава насмевка му се појави на лицето. Така Хајди си легна на таванот во својот кревет, кој што беше свртен кон округлиот прозорец. Во куќата беше многу топло, зашто планинските дрва што гореа во огнот даваа посебна топлина. Па Хајди брзо ја совлада сонот и заспа во сладок сон. А надвор се слушаше пеењето на бувот кој што ја пееше својата песна.